250.000 диабетичари, од кои 70.000 пациенти на инсулинска терапија. Ова е бројката на лица заболени од оваа болест во Македонија, која за разлика од регионот каде има опаѓање, кај нас се зголемува. Доктор Александар Митев вели дека за разлика од другите болести каде човекот не може многу да смени, кај диабетичарите правилната исхрана и физичката активност даваат големи позитивни резултати, но дисциплината кај македонското население да практикува ваков начин на живот е мала. Дисциплината, за жал, зависи кај нас од степенот на исплашеност. Кој колку е исплашен, толку е дисциплиниран. Не би требало да е така. Не би требало. И јас не сакам да ги стимулирам пациентите преку стравот, и стравот не е добра стимулација. Дури ако тргне човек со страв, и ќе се придржува и ќе се оправи. Ќе види дека за неколку недели ќе се подобри состојбата, стравот ќе си отиде и за 5-6 недели дополнително може пак да се врати на старите навики. Но ако побудата биде за добро здравие, за да биде човек со своето семејство, да биде, да го живее животот како што го дал Бог, тогаш таа мотивација многу повеќе ќе му помогне. Инаку со дисциплината си имаме мака. За жал, во моментот сме со регионот тука некаде, меѓутоа кај нас се уште темпото е нагорно. Кај нас има се уште тенденција на зголемување. На најголем дел од хроничните болести кај нас наместо да се сопрат, одат нагоре. Ако ги споредите податоците од 2010 и 2015 година, од Институтот за јавно здравје, официјалните бројки, вие ќе видите нагорен тренд например, на кардиоваскуларните болести. За една земја каква што е Македонија, тоа не би требало да биде така. Би требало да биде обратен трендот. Значи, тие болести да се намалуваат, другите, сега си има распоред, ако тие се намалат, друго ќе се покачи во однос на финалниот морталитет, но имаме многу уште што да работиме за хроничните незаразни болести, и тука спаѓа дефинитивно и диабетот. Еден рецепт за храна здрава за диабетите. Кратко. Било која салата, за било кој оброк, ние треба да ја прифатиме, например, еве салатата како некако нешто од страна, некако нешто додадено. Ние често пати знаеме салатата или како предјадење, или како на главното јадење, така малку од страна. Не, салатата, еве да ја сватиме дека еден оброк во денот може да биде само салата, нека биде вечерата, например. И со тоа ќе направиме многу за своето здравје, на наједноставен начин. Зголемената бројка на диабетичари, освен на модерниот начин на живот, се должи на застарена инсулинска терапија, но и доснање на истата. Ирена Симовска од Тетово, мајка на 2 деца кои боледуваат од диабет, се надева на подобрување на состојбата, пред се со најавата дека ќе се набави инсулин за деца Тресиба. Овие инсулини се со подолготрајно дејство и кај децата поготово нема да дозволат во текот на ноќта, кога се прима тој спориот инсулин, да настане нагло паѓање на шеќерот, односно гликемиите ќе бидат порегулирани и малку помирно ќе се спие. Значи, јас сум Клара од Тетово и представник сум и председател на Диабет Полок од Тетово Сдружение на лица заболени од диабет. Значи, во нашиот град имаме посебно задоволство да дојде доктор Александар Митов и малку да ни раскаже повеќе за здравата исхрана и здравиот начин на живот. Затоа што диабетот не е болест, него состојба што може да се контролира и да се лечи. Загрижува и податокот на зголемување на деца диабетичари. На ниво на Македонија нивната бројка достигнува до 550, од кои најголем број се регистрирани во Струмица и Тетово. Третата средба на Унија на албански општини се одржа во Тетово. Домакинот градоначалничката Теута Арифи рече дека целта на Унијата е заеднички да се решаваат проблемите на градовите, кои мака мачат со урбанизмот, животната средина и слично. На новинарско прашање дали Унијата има политичка позадина, затоа што ги има предзнакот албански станува збори за општини од Црна Гора, Македонија и Србија, Арифи го даде следниот одговор. Исто така ние не можеме да го игнорираме фактот дека јазикот кој го зборуваме ние е истиот јазик. И тоа е една исто така голема можност да го дадеме најдоброто од нас за да направиме подобри градови. Денеска кога одите во Тирана, например, има многу урбанистички решенија, што би било големо задоволство можноста истите да ги гледаме, значи, некаде во нашите градови.
како што може би има работи кај нас, кои би биле земени како пример, или во Приштина, или vice versa. Така да, во принцип е тоа, и што побрзо излегуваме од клишеата, тоа што каже и градоначалникот на Тирана, од клишеата, значи балканските клишеа, мислам дека тоа е дефинитивно подобро за сите. Истакна градоначалничката на Тетово Теута Арифи. И градоначалникот на Приштина рече дека не станува збор за никаква политичка позадина, туку се работи за идеја за заедничко решавање на проблемите меѓу градовите, каде живее ист народ со ист менталитет. Кога си одам во Скопје со Петре Шилогов си зборуваме на македонски. Јас сам си научив македонски, никога не ми требаше, ама си мислев дека е добро за да си градиме мостове, затоа што живееме заедно во овој Балкан. И со Петро се збориме за проблемите на Скопје и Приштина, ама тука се збориме за проблемите на нашите албански општини. Така да јас мислам дека тоа не треба да се разбере кај Скопје, Белград како некоја политичка провокација, затоа што тоа го очекуваме секогаш кога ќе викат, ама како што зборуваше и Ерион, тој викаше дека со конкретни резултати ќе се види зошто го направивме ова унија и можда утре се со Петре и со други градоначалници може да се збориме за нашето искуство од нашата унија което го направивме денеска. Истакна Шпент Ахмети, градоначалник на општина Приштина. И за градоначалникот на Тирана не е спорен предзнакот албански, затоа што според него и неговата општина, иако е албанска, членува во Сдружение и Унии, кои на пример го носат предзнакот франкофонски општини. Инако во Унијата на албански општини членуваат општините Тирана, Валјона, Туск, Приштина, Призрен, Гостивар, Тетово, Чаир, Улцин и Прешево. Повреден вработен на армијата на Република Македонија на работното место, информираат од МВР. Вчера во 14 часот во полициската станица Тетово било пријавено дека во воениот објект касарна Еребино околу 11 часот 59 годишен гостиварец вработен во Арама, одговорен на оделот за уништување на муниција и експлозивни средства, се здобил со тешки телесни повреди. Според пријавеното, додека тој заедно со уште двајца вработени во Арама постапувале при деактивирање на инфлатори, гостиварецот се здобил со тешка телесна повреда, фрактура и бил пренесен во болницата во Тетово, а оттаму во ургентниот центар Скопје. Извршен увид на местото на настанот, информираат од МВР. Во текот на минатата година на подрачјето што го покрива полициската станица Гостивар биле откриени 90 кривични дела од областа на економскиот криминал, што е речиси 3 пати повеќе споредено со 2017-та. Како што е наведено во годишниот извештај на гостиварската полиција, најчести дела од ваков вид се пустошење шума со вкупно 44 и измама при добивање на кредит или друга погодност кои ги имало 23 дела. При измамите за добивање кредит сторителите фалсификуваат документи, креираат лажни мејлови и злоупотребуваат податоци и на тој начин ги доведуваат во заблуда давателите на услугите, банки или пак физички лица. Освен овие, полицијата открила и 8 случаи на бесправно градење, 5 злоупотреби на службена положба, а регистрирала и случаи на проневера во службата, компјутерска измама и злоупотреба на кредитна картичка. Нанесената штета на државата со кривичните дела од економски криминал во Гостиварско се проценува на 4,2 милиони денари. Кривичните дела биле извршени од 80 сторители, против кои се поднесени 48 кривични пријави. Што се однесува до организираниот криминал, минатата година Гостиварската полиција поднела 9 кривични пријави за перење пари и други приноси од казниво дело, а биле регистрирани и дела фалсификување на пари, во кои биле разоткриени банкноти на странска валута. На конкурсот за 6-то издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар се пријавил рекорден број од над 160 поети. Станува збор за автори од земјава, како и од Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина,
Словенија, Хрватска и Бугарија. До крајот на месецов ќе биде познато кои поети ќе влезат во финалето, во најтеста конкуренција за фестивалските награди. Фестивалот доделува Гран При, прва, втора, трета награда, награди за најдобар странски автор и најуспешна млада искра. Наградите се состојат во статуетки и книги. Песните ќе ги оценува тричлена жири комисија. Организаторите од Сдруженијето за култура Слово 21 велат дека се задоволни од одзивот и огромниот интерес за учество на фестивалот. Тие информираат дека жири комисијата веќе почнала со оценување на пристигнатите творби. Освен изборот на најдобрите, жири комисијата ќе изврши селекција и на авторите кои ќе бидат застапени во заедничката збирка што ја издава фестивалот. Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри се одржува во чест на Денот на сесловенските просветители 24 мај. Годинешното издание е поддржано од Министерството за култура, Општина Гостивар и Центарот за култура Асном. На 65 годишна возраст почина Алајдин Демири, поранешен градоначалник на Тетово, дипломат, политички аналитичар и универзитетски професор. Алајдин Демири е роден на 19 декември 1954 во Тетово, студирал социологија во Сараево, а потоа во Скопје работел за телевизиски станици како новинар. Подоцна до 1988 како гимназиски професор по социологија во Тетово. Студирал француски јазик во Швајцарија, а потоа се вклучува во органите на партијата за демократски просперитет. Во 1997 беше избран за градоначалник на Тетово. Од 2000 до 2002 година беше амбасадор на земјава во Швајцарија. По враќањето беше ангажиран како универзитетски професор на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово и раководител на библиотеката. Последните 10 години беше активен како политички аналитичар и речиси секојдневно ги анализираше политичките состојби во Македонија. Времето денес беше променливо облачно со сончеви периоди, наместа нестабилно со локален поруен дожд и засилен ветер, особено попладне. Температурите се движеа во интервал од 2 до 17 степени Целзиусови. Според метеоролозите, утре не очекува променливо облачно и нестабилно време со локален поруен дожд и грмежи, особено попладне. Температурите ќе се движат во интервал од 2 до 17 степени Целзиусови.